10 години со најдобрата фудбалска школа. Кул Пандев прославува 10 години постоење. Среќен роденден! Веќе 10 години во Скопје обстојува фудбалската школа Кул, која што е основана на 28 септември 2007 година. Работи со деца млади категории, поточно од 6 до 14 годишна возраст. Започна со мал број на членови, но во текот на тренинзите, упорноста на тренерите и децата, бројот на членовите постојано се зголемуваше, а во моментов има околу 300 членови во школата. Инаку, фудбалската школа Кул поседува 3 спортски терени кои што ги користат за тренинзи на младите фудбалери. Едниот терен е лоциран во дворот на Основното училиште Круме Кепевски во Киселавода, другиот е во средното државно училиште Здравко Цветковски во Карпош, покриени терени со вештачка трева, идеални за работа со млади категории, а третиот е во Ново Лисиче, отворен терен со природна трева. Начинот на работа е според возраста, а тренинзите ги имаат секој ден во зависност од генерациите. Во склоп со тренинзите се организираат и тековни надпревари со другите фудбалски школи. Ние искористивме можноста по повод 10 годишниот јубилеј и роденденот на фудбалската школа Кул да поразговараме и со првиот човек на фудбалската школа Рацо Цветановски. Разговараме со Рацо Цветановски, првиот човек на фудбалската школа Кул. 10 години фудбалска школа Кул. Сигурно дека не е лесно на овие простори во ова време 10 години да се обстои, да се најнапред реализира една идеја и еве по 10 години да се каже дека таа идеја ден денес постои и од ден на ден станува се поголема и поголема. Чудно да 10 години летна многу брзо. Вистина чудно, не ми се верува. Колку се прошириме, колку идеме напред, се надевам дека нема да застанеме тука. Од каде дојде идејата пред 10 години да се формира една фудбалска школа? Па некако спонтано, како да кажам, при крај на кариера фудбалска, како да почнеме со деца да работиме. И така, почнеме со многу мал број, со многу малку луѓе, 20 луѓе почнеме, морам да кажам. После тоа сега бројката се зголемува, значи и луѓе што работат во клубот, и дечиња, и многу голем број, стварно прерасна. Да, ме интересира, имате ли една отприлика вака евиденција колку се деца поминаа низ фудбалската школа Кул во текот на овие 10 години? Сигурно дека голема е бројката, но отприлика да ни кажете. Гледате, за жал, не би можел да кажам за бројки, не би сакал премногу, затоа што премногу луѓето, премногу и другите школи и клубови зборуваат за бројки. Верујте дека кај нас гледаме да видиме различни. Не ни е приоритет бројка, не ни е цифрата, сакаме да направиме нешто различно во оваа држава, да кажеме дека покрај нашите брендови секоја чест за клубовите фудбалски што постојат, дека може и некоја приватна школа нешто поразлично да функционира и да организира толку голем број. Фудбалската школа Кул е позната и по тоа што не само што учествува на меѓународни турнири, туку дека е и организатор на еден силен меѓународен турнир Кул Куп кој што се одржува секоја година. Па и тука гледаме да бидеме различни, пред се не сакам да бидеме пред се и ние гостопримливи, затоа што премногу гостуваме, идеме на турнир надвор од нашата држава и тука надвор од Скопје и надвор од Скопје. Ни беше пред се идејата да им удостоиме на нашите пријатели, да ни бидат и они гости на нас, да видиме дали можеме и колку можеме ние да возвратиме на гостопримството. Јас можам само да ви заблагодарам на убавата забава која што организиравте по повод 10 години постоењето на фудбалската школа Кул и да ви посакам уште многу вакви роден ден. Голема благодарност до Спортско радио 90,3 затоа што од првиот момент вие единствени верувавте од медиумите во нас. Се надевам дека оваа традиција ќе продолжи. Без вас и без овие сите пријатели што се вечера тука присутни, верувате ми дека ништо нема да постигнеме. За една фудбалска школа да функционира се разбира потребно е и многу напор. Фудбалската школа Кул во изминативе години се стекна со високо реноме во регионот и пошироко.
Фудбалската школа Кул зазема учество во сите категории на детски лиги во организација на Фудбалската федерација на Македонија. Чекор по чекор, скала по скала, полека но сигурно, чекореше напред и стигна до потпишување на договор за соработка со Академијата Пандев од Струмица, со што секако се докаже и сериозноста во работата со млади категории. Но сето тоа да функционира добро, секако треба да има и добар тим. А во тимот е и техничкиот секретар на оваа фудбалска школа Наташа Ристеска. Најпрво добро дојдовте и добро вечер. На родинденот чувството е прекрасно, значи да ги видиме сите пријатели околу нас собрани, да го прославиме овој наш јубилеј. Не е лесно 10 години да се опстои, 10 години да се функционира како една приватна фудбалска школа. Секако дека не е лесно, но со упорност и со желба се може. Сигурно дека имаше и убави моменти во текот на овие изминати 10 години кои што ќе ги паметите, но исто така и ќе ви бидат еден мотив плюс за уште долги години работа во идење. Секако, да. Значи секој ден во клубот ние секој посебен момент има секакви, значи среќни и малце по денови, така да за 10 години се збогативме со секакво искуство во клубот. 10 години работа, 10 години континуирана раст на клубот, од еден терен имате сега 3 терени, 2 со вештачка трева помали терени и еден голем терен кој што исто така е собственост на фудбалската школа Кул. Сигурно дека не е лесно да се одржуваат овие терени, да се секојаш има и добри услови за тренинг на сите деца кои што се дел од фудбалската школа. Секако, значи самото проширување ни донесе и нови обврски, но затоа со нас имаме тим кој работи, сите сме заедно, паралелно работиме и затоа успехот си го донесе својот. Можам само да ви заблагодарам на гостопримството и се разбира на ова убава забава и да ви посакам уште многу години вака да се дружиме и едноставно да бидеме дел од вакви убави моменти. Ви благодарам што бевте наши гости. Ние можеме само да посакаме уште многу години успешна работа на фудбалската школа Кул, а ние како Спортско радио секако ќе ги следиме и развојот на децата кои што се надпреваруваат и кои што тренираат во оваа фудбалска школа, но секако и работата на фудбалската школа Кул.